Дали политичките елити намерно практично работат на оглупување на сопственото гласачко тело, за да може се што се случува да им помине, или природен процес има случајно каде што нели тие лесни времиња го оглупавуваат гласачкото тело, па носи погрешни избори. Вината е секогаш сирачка. Никој не ќе да преземе одговорност. Најмалце просечниот граѓанин. И сега тука треба почнеш од себе. Ја почнем од себе, како не сум ја крив, ме разбираш, што конзумираме ние секој ден. Ти повеќе немаш информација, ти имаш содржина, контент, пријателю. Иде да идат рилови, да се гледа, да се прави, да се шерува, треба да бидеш кустос на тоа, па што треба да сватиш дека тоа ќе остане на интернет од некаде за секогаш. Тука сите сме виновни, сите партиципираме од тоа и мислам дека најголем проблем е што интернетот и овие екранчињата кои што треба да не ослободат и направија робови на сопствените ниски страсти. Денеска ти можеш да бидеш, не знам, шминкер, ама и политичар, имаш одиенс, имаш 15.000 луѓе што те следат и ја денеска зборувам политика, па што и можам, кој ме регулира. Најдобриот аргумент против демократијата е 5 минути разговор со просечниот гласач. Тоа не е флоскула која што е измислена во Америка или негде на исток, тоа е усред Лондон Винстон Черчил. Така да и тие развиени демократи го имале тој проблем и секогаш го имале тој проблем и пак ќе се навратам на што го реков. Меѓутоа ти си имал кој што ти кажувало ова е она и ти порано не си дека механично му кажеш ја ќе ти кажам стави ми тоа ваков карбуратор. Ќутиш бе брат, ти кажеш ќутиш, идеш дома, броиш пари, имаш немаш.